Добро вечер, почитувани гледачи. Продолжуваме со емисијата Отворена за. Сакаме во наредниот циклус на емисии да позбројуваме малку повеќе за, според мене, најважното законодавно тело на ниво на општина. Се работи за Советот на општина Кавадарци, а тоа ќе го направам со помош на моите соговорници, првите луѓе на политичките советнички групи кои партиципираат во нашиот совет кој брои 19 членови. Во минатиот состав реков во една од минатите емисии дека имавме добра работа на Советот, конструктивна работа на сите советници и имаше резултати од тоа. И овој Совет ветува такво нешто, меѓутоа не би рекол дека ќе биде се така розово, ако можам така да се изразам, со оглед на искуствата од првите две седмици кои ги следев на ниво на општина. Ми се бендиса ставот на опозицијата за одредени прашања, за нивната интенција да се има јавност за многу работи, што е добро за вас граѓаните и за локалната самоуправа, која според рейтингот или ранг листата на транспарентност е на второ место во Македонија. И понатаму го задржува тоа место. И еве, да не должам многу, сакам да го поздравам Вуко Белов. Добро вечер. Добро вечер. Ви благодарам на поканата, ви благодарам на можноста да зборувам на вашиот локален медиум и навистина ми е мило е за поздрав да вашиот локален медиум покренува иницијативи да се зборува за работи кои што се од општествен интерес. Тоа е за поздрав. Граѓаните можеби ве познаат, можеби не, меѓутоа должен сум да ве представам како советник, како координатор на советничката група на СДСМ, која во овој состав број 5 члена. Ви бевте портпарол на СДСМ и сте истакнат активист во општинската организација. Сите овие години како млад човек се докажавте, се профилиравте како доста способен во оваа професија и сметам дека СДСМ избрала човек кој навистина ќе се бори за интересите на партијата, одnosno на граѓаните. Низ вашите дискусии, тоа го видов во првите две седмици, нема точка во која вие не реагирате, без разлика дали е позитивно или негативно. Значи ли тоа дека вие како Вуко Белов и како координатори, како партија, буквално на се ќе дискутирате, нема да молчите? Па, видете, за секоја точка на дневен ред која што има одредени работи во кои што би можеле да дискутираме, да дадеме наш предлог, да дадеме наше решение, да искритикуваме нешто што не е добро, ќе го искористиме тоа право и секој советник мислам дека ќе го користи, како се вели тоа, ќе го искористи тоа право. Нашите дискусии на втората седница беа максимално конструктивни, зборувавме единствено во делот на она што се нарекуваат точки на дневен ред во однос на извештаите кои што беа, во однос на, не знам, елаборат за суши, деталните урбанистички планови кои што беа донесени. Целта наша е да као советничка група која што брои 5 членови, да низ нашето действување во рамките на Советот на општина Кавадарци ги донесеме најдобрите решенија за граѓаните на општина Кавадарци. Како советничка група во наредните 4 години ќе работиме само во таа насока и во интерес на граѓаните. Вашите ставови се издржани за одредени прашања, особено економските параметри, и меѓутоа не сте така резки или тврди во ставовите. Одредени работи кои сега би се негативни да се адхок избришат. Имате разбирање или сенс за одредени прашања? Тоа беше особено извештајот за работата на јавното предпријатие Паркинг, каде што оставивте еден период за средување на предпријатието и потоа гледање или чешлање на ова предпријатие. Тоа ми зборува за една ваша конструктивност, да не се осврлат или да не се стигматизират одредени состојби или работи во општината, се со цел да има напредок. Да. По таа смисла ми е прашањето. Да, вака. Тврдината на критиките ќе зависи во однос на каква е состојбата и врз основ на некаква си наша проценка како би требало
да изреагираме, некоја што може да биде со помеки критики, некоја што можеме да го направиме и потврдо, меѓутоа моје мислење е дека тоа треба да биде максимално конструктивно, да се нотираат и забележат, да се нотираат и забележат оние работи кои што се слабост, со цел да менаџерскиот тим на сите јавни претпријатија, дали станува збор за јавно претпријатие Комуналец, дали станува збор за јавно претпријатие Паркинзи, врз основа на нашите укажувања, врз основа на тоа што ние сме го детектирале како слабост, да се надминат тие слабости, да тие јавни претпријатија работат уште подобро. Еве конкретно во однос на јавното претпријатие Комуналец, Паркинзи, кое што го спомнавте, станува збор за едно ново претпријатие кое што е неколку години екзистира овде во општина Кавадарци, кое што се наоѓа во една навистина тешка состојба во делот на приходите, во делот на прибирање на средства, во дел на расходи, и нашите укажувања се во таа насока да не се доведе во ситуација јавно претпријатие Паркинзи да продолжи по патот по кој што се движи сега, бидејќи загубите кои што ги бележи тоа јавно претпријатие укажува на тоа дека истото е неодржливо на некој среден рок. И нашите укажувања беа на втората седница на совет беа насочени токму во таа насока, врз основа на она што сме го детектирале како слабост, врз основа на наши забелешки, да се подобри ситуацијата во вие не сте за затварање и ликвидација на предпријатието, като што има голем број работи, меѓутоа да се најдат соодветни механизми да се стави на црсти основи. Да. Видите, ние сметавме дека посебно во тој дел во централното градско подрачје е потребно едно такво јавно претпријатие кој што ќе го регулира сообраќајниот метеж, кој сега е значително среден. Да. Значи ние сме за една таква позиција, да посебно во централно градско подрачје, каде што имавме претходно сообраќајен хаос и претходните советнички групи и пред таа советничка група се залагаа да се формира такво јавно претпријатие кое што ќе работи во однос на насрдување на сообраќајен хаос. По-отделно за одделени состојби. Генерално, кои се вашите определби за учество или партиципација во Советот? Имате ли смерници по кои во овие 50 или 60 седмици, колку ќе бидат до крајот на вашиот мандат, ќе завршите добра работа за граѓаните? Генерално, кои се вашите постулати? Нашите постулати се оно што го зборувавме во изборната кампања. Се оно што го зборувавме во изборната кампања. И во дел на капитални проекти, и во дел на образование. Еве, например, во образование, подобрување на образованието, инвестиции во инфраструктура во образование, инвестиција во подобрување на квалитет во образование, не знам, набавки на смарт табли, стипендирање на ученици, посебно да се дади акцент на деца кои што доаѓаат од социјално ранливи категории. Се она што го зборувавме во предизборната кампања, мерки за намалување на загадувањето на воздухот, кој што е највисоко во Кавадарци. Кавадарци има најзагаден воздух во Македонија. Да, точно. И тоа мислам дека треба да биде прв приоритет на оваа локална самоуправа и на нас као советници да изнаоѓаме мерки, механизми со кои што ќе го намалуваме загадувањето на воздухот. И од прилика тоа би биле мерките и проектите за кои што се залагавме, не знам, отварање на предприемачки центар кај што млади предприемачи би отварале. Се вклучили би отварале, така. Да, би отварале бизнеси. Тоа прилика се она што зборувавме во рамки на предизборната кампања, да сето тоа пробаме врз внатре во Советот, преку одредени наши предлози, преку амандмани, да пробаме да го реализираме секако доколку би било прифатено и од страна на останатите советници. Вие имате 5 минути членови и битно не можете, ако ВМРО реши да изгласа одредена работа, да влијаете. Меѓутоа, останувате конструктивни, еве ни за овој мовет тоа го дознаваме. Што не би поддржале, господин Мелов, без разлика на тоа дали другата страна ќе победи? Што не би поддржале како проект? Што е тоа што вие атко го отфрлате како такво или би било штетно за општина Кавадарци? Не би поддржале одредени проекти кои што не се во корист на
Добро. Граѓаните на општина Каладарци туку се во За корис поединци или било кој, да. Да, туку се единствено во корис на одредени поединци. Такви работи сигурно не би поддржале, не би поддржале нетранспарентно Добро. работење. Добро. Тоа се отприлика работите против кои што ние би се спротивставиле, да речем, остро. Коруптивните движења во општеството се многу жешка тема и сите ги дискутираат, меѓутоа ретко кој ги процесира низ законските форми. Има ли корупција во општина Каладарци? Па видете, ние во рамките на предизборната кампања укажувавме на одредени работи, ги повикавме институциите, бидејќи ние како политичка партија не сме Мочни? соодветни. Да, повикани да ги решавате, така е добро. Да. Ние ги повикавме, укажувме на одредени работи и тоа е нашата тоа е нашата до таму е како се вели нашата као политичка партија. Од тука натаму треба да институциите преку соодветни контроли, преку не знам, Државна комисија за спречување корупција, јавно обвинителство да ги процесуираат доколку тие индиции кои што сме ги имале ние се покажат ако евидентирате вие како партија, дали би го тоа јавно соопштиле на совет или Сигурно. Нема да го премолчите? Против корупција јас лично, а верувам дека и советничката група на која што сум координатор, сигурно не би го премолчале, пошто видите, мојот активитет во политиката започна негде 2014-2015 година со студентски протести, со шарена револуција и единствениот, мислам, тогашниот мој порив за да се вклучам активно во општествено-политичкиот живот беше тоа борбата против корупција и сега да од позиција на советник сигурно би се борел активно, како се вели, против тоа и сигурно не би го премолчал, бидејќи тоа беше мојот основен мотив, да се вклучам во... Дали вашата улога како советник, како Вуко Мелов сега со седувањето во клупите е малку зголемена? Нивото на почитување, на третманот ваш, или пак не? Во однос на останати граѓани? Да, не граѓаните, службите во собранието, власта и така натаму. Гледаат ли исто како и порано или пак е променето нешто? Па, не би можел да не би можел да немам толкаво Дали чувствувате страв, поинакво гледање на одредени работи? Видите, може би одредени поединци да. Тоа е веројатно заради одредени мои јавни настапи, посебно во минатата изборна кампања за локални избори, може би да. Меѓутоа не се страшни ли би воопшто? Сигурно. Еве разговараме. Мислам, многу проекти како началникот Митко Јанчев најави како доминантни. Треба да се заврши пазарот, меѓутоа на последната седница, втора поред, тој само ги потврди одредени проекти кои ќе бидат третман на изградба во наредните 4 години. Се сложувате ли вие со тоа? Дали ќе ги поддржите како партија? Оние работи кои што сметаме дека се добри, дека би влијале позитивно во однос на граѓаните на општина Каладарци, сигурно би ги поддржале. Во однос на градскиот пазар. Градскиот пазар беше и во нашата предизборна кампања која на претходните локални избори. Беше и во програмата на актуелниот градоначалник, меѓутоа беше и во... Ви јавно поддржавте, така. Сигурно. Видете, за оние проекти кои што се добри и во интерес на граѓаните на општина Каладарци, без разлика од каде доаѓа предлогот, нормално да ги поддржите. Сите граѓани, посебно оние кои што работат во, мислам, кои држеа нивни тезги. Тоа се наши сограѓани. Имаат интерес да има современ... Бизнисот да се врти, ние да бидеме услужени во централното подрачје, да не одиме во новиот центар на градот. Такви проекти без разлика од кои доаѓаат, сигурно би поддржале. Се надевам дека и ВМРО ДПМН и градоначалникот Митко Јанчев би поддржале одредени наши проекти. Тоа го почувствувам дека сите добри проекти тие би ги поддржале иако доаѓаат и од ваша страна. Тоа е мојот впечаток за првите седмици. Јас сметам дека ако воспоставиме таков принцип, мислам дека би сработеле многу за општина Каладарци. Па овој сега променет менталитет на соработка на ВМРО и СДСМ на ниво на општина од минатиот состав гледајќи го, а продолжува новој, ветува такво нешто.
да и може да продолжи. Да. Се антагонизми може да се јават во одредени делови каде што вие како леви и тие како деци се разликувате, меѓутоа генерално интересите на граѓаните би биле задоволени низ ваквите дискусии. Да. СДСМ покажува дека знае да биде конструктивна и дека знае да работи, знае да соработува во интерес на граѓаните. Добро. Тоа беше случај и минатиот пат, кога ниту една работа не беше закочена од страна. Да. Ниту една работа не беше закочена од страна на претходните советници. Sada само покажува и од аспект на централна власт дека нема проблем да инвестира во општини дури во кои има градоначалник од спротивната партија, што не беше случај во минатите 10 години. Ние знаеме колку проекти се реализира овде во општина Кавадарци и знаеме колкави средства се инвестира од страна на централната власт во општина Кавадарци во само 4 околу 11 години милиона евра. Да, од страна на Дали централната сега владата ќе ги поддржи проектите на ова локална самоуправа, што мислите вие? Јас се надевам дека ќе поддржи. Јас као представник од таа политичка опција, како координатор на советничката група на СДСМ, би инсистирал да продолжи и понатаму инвестирањето во општина Кавадарци, бидејќи општина Кавадарци го заслужува тоа и граѓаните. Браво за гестот, бидејќи ова е во интерес на граѓаните. Не во интерес на Заев или Мицковски или на Јанчев или на Мелов или на Димитров, туку на граѓаните. Да, па видите, сите оние кои што се занимаваат на некој начин со политиката, денес се, утре не се, а она што ќе се направи за градот, останува и истото го користат ќе остане да го користат граѓаните на Ова што го рековте е извадок од една песна, денес си, утре не си, една македонска народна песна и тоа е вистината. Да. И ако сакаш да се сеќаваат за тебе, направи нешто и ќе знаат дека е во времето на овој и на они и така натаму. Ми се бедисува таквата определба. Кажете ми, дали во вашите редови, гледам дека имате и економисти, имате и правници, а сега сте вклучени во комисиите, ќе има доста работа на наредните 4 години. Мислам, советничка работа. И дали би биле конструктивни во рамките на комисиите, бидејќи комисиите се многу, мора да го знаат гледачите дека ги имаме 15 на 20 и сите имаат еден континуитет или повеќе се континуитет на работа. А таа работа на комисиите пак се гледа или се огледува на работата на Советот. Вака. Тоа е огромна работа. Според мене е огромна работа. Да, вака. Работата значи граѓаните треба да знаат дека секоја точка која што доаѓа на дневен ред, добро се поминува пред низ работа на комисии. Што значи тоа низ комисиите? Значи, секоја комисија е составена од одредени луѓе кои што се стручни во однос на таа работа. Например, комисија за финансии е составена претежно од економисти. Значи, не само од Советот? Да, од Советот, меѓутоа од она што јас го знам дека од овој мандат ќе има вклучено и лица кои што се надворешни членови, експерти. Да, значи првично ќе се разговара секоја точка на која што доаѓа подоцна на дневен ред на комисија, па подоцна се гласа истата точка и истата точка оди на совет. Така да нашето како се вели делување во рамките на совет ќе биде потполно исто и во однос на комисиите, да нема никаква дилема. Видете, ние ко политичка партија немаме за цел да кочиме ништо што е во интерес на граѓаните со цел да покажеме да правиме одредени политички профитирања. Не. Такви работи од наша страна ниту ќе видите, ниту било случај во минатото, ниту ќе биде случај во... Ама профитираните носат одреден краткотраен профит. На полуга патека не носат полза. Да. Па добро, видете, јас сум... Според мене тоа е долгогодишно искуство е така. Да. Па видете, јас сум предходниот мандат на градоначалници, предходниот мандат на градоначалници, не зборам за општина Кавадарци, зборам за одредени други општини, кај што имавте градоначалник од СДСМ и мнозинство на Советот ВМРО ДПМН. Погледајте и видете како функционира. Не добро, така? Да. Тоа смислам. Значи имало седници по 12 часа, по 2, по 3 дена и сето тоа во цел да се кочи, да не се донесуваат одредени
одлуки кои што се во интерес на Колку е граѓаните. штетна политиката врз економијата и развојот на општеството? Што може да се види? Во зависност како се практицира. Ако се практицира добро, тогаш може да биде полесно. Ако се практицира Вака отворено си правиме мојата. Дали тоа битно го кочи развојот на еден град ако има таков начин на работа? сигурно. И за тоа некои македонски градови се како зафрлени. Нема развој, истиот пазар, истите патишта, истиот асфалт го гледаме со години поред. Сигурно, Тоа многу бидејќи значи. секоја, видите, секоја работа која што сака да се прави во одредена општина преминува на совет. Така Ако е. нешто не помина на совет, градоначалникот е со врзани раце. Да, не може да е факт. Во суштина тој градоначалникот на одредена општина и службите ги спроведуваат одлуките на советот, така да ако одредена одлука остане закочена на советиста, нема да може нема да се активира. да се реализира. Добро, изборите завршија, ви имате ваш кандидат, сега кандидат немаме ни еден, тука имаме градоначалник на Кавадарци. Ке го поддржите ли градоначалникот во неговите проекти и ќе барате ли максимален отчет на неговата работа? Мислам дека во однос на отчетното и транспарентното работење тука да немаме. Тој и во минатите 4 години беше отчетен. Па ја Или мислам дека цифри, би или можело да се подобри значително. Во кој Мислам дел? дека на пример ќе ви кажам одредени работи. Мислам дека страната на општината може да изобилува со многу повеќе податоци, Добро. со цел да граѓаните многу полесно може да стигнат до одредени податоци, Добро. да поажурно составуваат програмите, да се објавуваат кварталните извештаи за реализацијата на буџетот. Секој 3 или 4 месеци, добро? Да. Тие работи од она што јас сум го гледал до сега ги нема. Ги има во службениот гласник, меѓутоа голем дел од граѓаните не знаат дека кварталните извештаи и сите останати работи може да ги најдат во службениот гласник и мислам дека може да се работи на една поголема транспарентност. Јавните набавки исто така. Ја не гледам причина зашто не би се објавиле на страната на општината. Службениот вебсајт, да. Да. Значи може да се работи и понатаму во зголемување на транспарентноста и отчетноста во однос на работењето. Во однос на проектите, спомнав и претходно дека секој оној проект кој што ние сметаме дека е од интерес на граѓаните на општина Кавадарци, истот ќе го поддржиме. Немаме намера да кочиме проекти, мерки и било што друго кој што е во интерес на граѓаните, без разлика од кој доаѓа предлогот. Дури и да доаѓа предлог од одреден советник кој што Од левица. Да. Не знам зошто ако нешто е добро и е корисно за граѓаните, зошто не би го поддржале, па не би го поддржале и сите Како ја коментирате сега со тојбата Вуко на советници во Кавадарчкиот совет 19 се 11-5-2-1. 10-5 10-5-2-1. Да, 1-1. Да. Како ја Вака коментирате? малце е пошарено лика состојбата на советот, тоа значи дека веројатно дека во советот ќе се слушат повеќе различни мислења, повеќе различни ставови, бидејќи предпоставувам секоја советничка група тргнува од некакви различни идеолошки определби. И мислам дека е тоа добро за демократијата, мислам дека е тоа добро за локалната демократија, мислам дека врз основа на дискусија, разговор, дебата, врз основа на повеќе различни мислења би доаѓале до најдобрите решенија. И прв пат, мислам, од она што јас се сеќам, може би вие како постари, вие како постари може имало претходно такви состави на советот. Имаш тако сооднос, да. Такви соодноси во советот. Јас прв пат. Сега е друга клима. Тогаш беше политички тврда. И Кавадарци во одреден период стоеше. Не се градеше, токму заради политичката состојба во градот. Сега е поинаку. Поминатиот состав и овој сега е дали е градоначалникот баланс или пак вие сте помодернистички, политички определени да имате интенција за развојот на градот. Добивате поени вие. Или пак номерно да помане. Се губат поените ако се мислат само на политичката тврдоглавост, да ви кажам. Па може би. Да, одма не се изразува, известно време народот казнува.
Или пак народот не казва, на градова. Да, па видите, јас сметам дека сите Тоа е зрелост. советници, градоначалник, сме добили одредена доверба од страна на Тоа е граѓаните многу битно е тоа. и треба да Тоа е многу работиме во нивен интерес настрана на нашите суети. Ми се Мислам допаѓа дека- тоа мислење. Да, мислам дека треба да работиме во интерес на граѓаните без разлика на наши лични мислења, ставови, наши лични суети, мислам дека тоа треба да го Браво. како се вели тргнеме настрана и да работиме во интерес на Да. граѓаните. Сега само освои околу 5000 гласови на ниво на општина. Вие точно знаете колку на последните локални избори. Кажете ми, очекувавте ли макар да макал, ако така можем да кажем, ви бите сигурни во победата, барем во Советичкиот совет имавте поголеми интенции дека ќе имате повеќе советници. Како ги оценувате изборите оваа година, локалните? Дека очекувавме, дека очекувавме поголем број на гласови, очекувавме. Меѓутоа знаете како и во животот и во политиката постојат овакви моменти. Точно е тоа. Меѓутоа јас сметам дека СДСМ како државотворна партија, како одговорна партија имала и претходно вакви моменти, меѓутоа секогаш се враќала и поорганизирана и се враќала на вистинското место. Во Кавадарци реализиравме многу проекти, направивме многу работи, зголемивме минимална плата, за речиси двојно, зголемивме социјална помош, инвестиравме во доста инфраструктурни проекти овде во Кавадарци, влезовите на градот, детска градинка, спортска сала, локални улици. Мислам дека работевме многу. Зошто тоа немаше соодветна верификација на изборите, мислам дека е прашање кое што ние треба внатре во партиските структури, партиските органи, партиските тела да го разговараме, да направиме одредена анализа и врз основа на тие заклучоци во однос на таа анализа да во Да извршите соодветни преструктурирање или корекции. А во секој случај СДСМ во овие 4 години покажа како се работи. И овде во Кавадарци беше конкретен пример и покрај тоа што имавме градоначалник од опозицијата. Централна власт по ниту една работа не го кочеше, инвестираше голем број на средства, Советот на општина Кавадарци во ниту една работа не закочивме. Мислам дека инвестиравме доста средства, направивме доста работи, не доби на крај тоа верификација на избори и мислам дека во нареден период врз основа на одредени анализи и заклучоци би излегле, да речам, посилни и би оствариле сигурно подобар резултат. Да. Почитувани, не следите мене и господин Хмелов, координатор на советничката група на СДСМ во Општинскиот совет. Сакам неколку прашања сега да поставам, а тој е веројатно спремен и ги знае за состојбите во ООН на СДСМ, Општинската организација на СДСМ Кавадарци. Ќе има ли некои промени во наредниот период? Со оглед на резултатите од изборите и состојбите во партијата? Видете, за тие работи не можам да ви дадам конкретен одговор, бидејќи Јас може да ве прашам. Да, не го знам одговорот, не можам да ви дадам, врз основата не можам да ви дадам соодветен одговор заради тоа што постојат одредени промени и реструктурирања и на централно ниво. Така, таму се најавиле неколку промени и измени. И додека не се дефинира јасно раководството на централно ниво, не би знаеле какви би биле промените и овде на локално ниво. По најавите кои што ги гледаме во медиумите, мислам дека одговор за тоа сите ние ќе добиеме многу брзо. Да. Има ли некои промени во однос на членството, бегство од партијата заради поразот на локални избори? Се јавува ли некоја апатија политичка во вашите редови или пак напротив поголема цврстина? Мака. Па видете, не би знаел. Разочараност така. Разочараност сигурно има. Меѓутоа сметам дека таа разочараност на крај нема да резултира со апатија и со распад на тоа е најбитното прашање, туку ќе резултира со дополнително мобилизирање. Видете, СДСМ освоил
12, 13, 15 хиляди гласа. Освоил, да. Освоили 2700 хиляди. Така е. И тоа е тоа. Ја мислам дека СДСМ брзо би го надминало овои резултати, веќе на наредните избори би се вратиле значително посилни и би имале значително подобар резултат. Ќе ви кажам и друг пример. Битола 2017 година СДСМ победи 18.000 гласови разлика. Добро. 17-18, отприлика, не знам да ви кажам точно. Да. Овие локални избори изгуби 2 до 3.000 гласови разлика. Тоа е во период од 4 години. Значи, такви драматични промени во бројот на гласови не се исклучок во Македонија, се случуваат и на едната, се случуваат и на другата страна. И еве, погледнете ги локалните избори пред 4 години, бројот на градоначалници кои што ги освои СДСМ, погледнете ги сега бројот на градоначалници кои што ги освои СДСМ и ВМРО ДПМН. Значи, знаат македонските граѓани во одреден временски период да дадат поголема поддршка на едната или на другата политичка партија. Да. Во СДСМ, она генерација на членови и симпатизери од генерацијата моја 50, 40, 60 години, сега ја заменуваат, ми се чини, мене, млади луѓе. Дали сум во право или не? Кои се најголемиот дел од членовите, барем во Кавалец, бидејќи си ти млад човек? Да, па јас сум релативно млад, 27 години, во нашата советничка група има и помлад, ми се чини од мене, 25-26 години е. Павле, СДСМ покажува дека дава можност на млади луѓе како мене, како Павле. Имате и силен локален клуб, ако не се лажам. Да. Дава СДСМ шанса, меѓутоа не ги исклучуваме и постарите секако. Ти не се откажуват од вас, без разлика што имало големи амплитуди во таа координата. Членовите на СДСМ биле и остануваат членови на СДСМ. Без разлика дали се во некое тело или не, лично познавам некои мои пријатели и понатаму се тие ваши верни подржувачи. Како сметате дека ќе се развива политичката состојба во Македонија? Според вас, вака, гледајќи го сето она што се случува кај нас. Мислам дека мислите на Македонија, да. Мислам дека обидот на опозицијата да направи преврат во рамки на собранието не успеа. Тоа го видовме сите. Мислам дека СДСМ има значително поголем коалиционен капацитет и мислам дека ќе оди во насока на формирање на нова влада која што ќе кооптира и одредени други политички партии. Тоа се најавува. Останува да видиме. Мислам дека имаме сериозни шанси да се реши и овој спор кој што е со Бугарија, кој што е клучниот кочничар сега во нашата членство во Европската унија. За почетокот на преговори со Европска унија и мислам дека тоа ќе биде клучниот момент. Дали би било во декември, се најавува јануари, април, мислам дека Бугарија ќе биде приморана да ја тргне рампата и да започнеме преговори со Европската унија, кој што ќе биде еден тектонски процес во однос на менување на македонското општество. Бидејќи преговорите со Европската унија значат токму тоа. Тектонски промени во дел на судство, во дел на во целокупното функционирање на државата, институции. Посебно носичките институции, така е. Да, сигурно. Најавени се одредени смени на министри во владата на Македонија. Кажете ми, дали тоа битно ќе се одржи на општинскиот живот во Коватраци? Дали при некоја генерална промена на кадри во владата, носички кадри, тоа сето ќе се рефлектира на работата во општината со оглед на тоа што и Јанчев и Советот во минатиот состав соработува со многу министри од владата и истите поддржуваат одредени проекти, така и направени. Дали сметате дека тоа би било кошница за развојот или вашата работа, реализацијата на одредени проекти? Ајде да ги видиме првен промените кои што ќе се направат.
ја мислам дека има волја. Со Царовска беа добри односите и така, да не наведам бидејќи лично ги следевме некои проекти. Да, меѓутоа дел може би и да останат сега, да не лицитираме да се продолжи. Да не лицитираме со имења кои би си отишле, кои би останале. Ја мислам дека Дали си тие битни како фигури во развојот или реализацијата? Ја мислам дека е поважна интенцијата да се соработува и да се инвестира во општините. Ја мислам дека тоа е клучната работа, мислам дека пак ќе кажам, одредени министри, одредени ДНС, утре не се меѓутоа интенцијата на СДСМ као генерално е да инвестира во општините. И мислам дека според мене не би имало тоа никаква рефлексија, никаква промена во однос на функционирање и соработка со општина Ковадарци. Нема да ве давам повеќе со прашања за кои ќе немаме вака допитни точки за министри и така натаму. Рековте за воздухот во Ковадарци. Вистите е загаден воздухот. Екологијата ни е не викам слаба точка, меѓутоа немаме некоја сила голема, бидејќи ниту знаеме, ниту пак можеме на одеднаш да го решиме тоа прашање. Како вие, како СДСМ би го решиле ова прашање генерално низ години, да речеме до 30 година, не мора да биде до 25, бидејќи дрвата одеднаш не можеме како огрев да ги фрлиме. Не можеме да ставиме клима уреди во сите куќи во Македонија, во Ковадарци. Сакам да кажам, или пак да набавиме електрична енергија која ќе биде ефтина. Како генерално гледате на решавањето на прашањето со загадувањето во Ковадарци, бидејќи Ковадарци после Тетово е град со најголема загаденост? Точно. Ковадарци е моментално најзагаден град. Така. И тоа не е прашање кое што се решава веднаш. Ад хок. На претходниот совет ние изгласавме една одлука која што мене ми се допадна и ја имавме ние во нашата програма, тоа е во делот на оджачарските услуги. Добро. Јас разговарав, ми се чини пред почетокот на изборите со представници од град Скопје кои што ми сугерира дека таква мерка во град Скопје резултирала сериозно позитивно во дел на загадување. Навистина? Да. Добро. Тоа е едната работа. Втората работа е... Значи формирање и работа на оджачарска служба за која вие дадовте за генерално на втората седмица. Тоа мислам дека ќе влијае позитивно. Мислам дека е проблем што и до сега не се работеше во спроведување на мерки за намалување на загадување на воздухот, па Ковадарци стигна таму кај што стигна во однос на тој дел. Она што ние го предлагавме е зголемување на зелени површини во градот, намалување на како се вели, на градежна експанзија, посебно во спорни делови од градот, например во паркот. Создавање на зелени зидови, гасификацијата е сериозен проект кој што е многу важен проект и кој што мислам дека е клучниот проект во однос на намалување на загадувањето. Не знам, субвенционирање на велосипеди, на електрични. Тоа да се продолжи понатаму како? Не да се продолжи, туку да се засили. Да се засили. Да се инвестираат едноставно, да се инвестираат повеќе пари во мерки кои што ќе придонесат за намалување на загадувањето. Мислам дека тука општина Ковадарци стоеше во изминатите 4 години апсолутно лошо. Апсолутно лошо, имаше одредени мерки за клима уреди, за такви грејни, за одредени грејни тел на субвенционирање, меѓутоа мислам дека тоа е многу малце во однос на тоа каков проблем. Околу 3 милиона мислам дека беа одделени. Мислам дека тоа е многу малце во однос на тоа каков проблем ние имаме со загадување. Подржите како СДСМ дупло повеќе. Нека биде 6 милиона за клима уреди и оние печки на пелети како. Да. Алтернативни начини на движење, такви работи сигурно би поддржале. 23.000 метри кубни или просторни, како ги викат на времето, тоа бе 80-тите, 90-те години, трошеше Ковадарчани за грејење. Тоа грејење прави јаглен моноксид. Сите мои комши околу мене горе дрва. Оваа цифра сега од 23.000 е на 25 милиона. 25.000 просторни метри дрва. Во едни генерални проверки на стручњаци кои се бават со проблематика и органолептички, ако се качиме високо на Ковадарци, во месеци јануари и февруари, ќе видиме дека Ковадарци буквално е
обвиткана со дим. Тоа е димот од шпорењата. Ова политика одеднаш не можеме да ја смениме. Се согласувам. Треба полека менталитетот наш да го менуваме и наместо дрва кои кнечи на 20.000 денари, тие пари да ги дадем за струја. Или да ги дадем за алтернативно гориво, друго алтернативно гориво, кое нема да прави поголема загаденост. Дали само ни субвенции, сакам да кажам, или пак и со други мерки можем да влијаеме кај свеста на граѓаните, да се промени свеста. Мојата свест се променета, јас веќе не греам дрва. Не греам на дрва. Не греам. Ме чини малку подобро, меѓутоа со мојот пример, јас покажувам дека сум општествено одговорен за оваа заедница. Како гледате одеднаш? Не можеме наеднаш да го решиме овој проблем. 30 години не сме смениле во етатот на сечена дрва во општина Кавадаци и трошиме истите дрва. Може би нешто имаме напредок, меѓутоа битно не сме сменили. Сигурно, видите, затоа и споменав дека клучниот проект би бил гасификацијата на градот и се сложувам со вас. Да, мислам дека со гасификацијата на општина Кавадарци би се решил комплетно проблемот кој што го има со загадувањето, меѓутоа додека да ја реализираме гасифицирањето на општина Кавадарци, мислам дека овие мерки ни се неопходни да можеме да ги санираме, како да кажам, штетите во однос на загадувањето. Сите овие мерки кои што ги споменав, мислам дека би можеле да ги. И секако тука е инспекцијскиот надзор во однос на големите загадувачи. Да, во однос на големите загадувачи и во однос на одредени загадувачи кои што користат одредени спорни јаглени така натаму. Одредени фосилни горива што многу загадуваат. Да, мислам дека и тоа би придонело. Да, стара и така натаму. Да, мислам дека и тоа би придонело за санирање на одреден дел од штетата, дека ние ќе го решиме во една година овој проблем, мислам да не се заложуваме. Да, тоа е многу тешко. Добро, кажете нешто што не ме прашав. Еве, имате право и КТВ и РТК максимално ги отвараат вратите за транспарентност или ваша отчетност пред граѓаните или ваше замерување тоа да е прашање кои се на ниво на општина многу значени. Па мислам дека имавме доста плодна дискусија во рамките на нашиот разговор, мислам дека ги отворивме сите прашања кои што се битни и значајни за граѓаните на општина Кавадарци. Ако нешто сме заборавиле, тука сме. Да, тука сме. Да. Ќе дојдам пак, ќе разговараме повторно. Мислам дека имате отворени врати кога сакате да дојдете. Да, ви благодарам уште еднаш на поканата и повторно мислам дека вашата иницијатива да правите одредени емисии кои што се значајни за општина Кавадарци, кои што се од општествено-политички карактер, се за поздравување и се добри и само продолжите и понатаму во овој правец. Вуко, благодарам. Ви благодарам и вас. Со Вуко имаме плодна соработка веќе 5-6 години и нема причина да не му веруваме во ова што го кажа во оваа емисија. Се надеваме дека за неколку месеци повторно ќе биде гостин и ќе ги каже своите искуства од работата во Советот, а тој како главен во политичката опозиција во Советот, мислам дека ќе има и резултати во неговото делување. Почитувани, благодарам што ни бевте соговорници или гости оваа вечер и ви посакувам пријатна вечер.